Каква работна сила му треба на бизнис секторот во гостиварско и како средните стручни училишта да продуцираат профили што ќе може да одговорат на пазарот на трудот? Ова беа темите на трибината која денес се одржа во Гостивар под мотото Учи паметно, работи стручно, што ја организира Министерството за образование. Целта е преку консултации со компаниите, стопанските комори и локалните самоуправи да се согледаат потребите од отворање на нови профили и паралелки во средните стручни училишта од идната учебна година. Сметаме дека училиштата можат и се флексибилни да ги прилагодат програмите заедно со Центарот за стручно образование врз основа на она кое што го побаруваат компаниите или да ги организираат профилите во еден за да имаме соодветен број на ученици во истите, но од друга страна компаниите да ги отворат вратите за праксата и реална и она кое што училишна да се случува во самите компании. Заради тоа што опремата која што тие имаат е најсовремена и секако учениците не само што ќе се остручат во самите компании, туку исто така ќе научат културата и динамиката на работа, што е многу значено, за да бидат повработливи веднаш по завршувањето на образованието, а не како што се случува досега да понатаму уште една година тие се вработени можда во некои компании, но компанијата инвестира за нивна обука. Во Гостивар конкретно постојат 3 професионални училишта и тоа средното техничко, средното економско и средното медицинско училиште. Во нашето општество генерално, не само во Гостивар, туку во цела Македонија има еден парадокс кој што некако не може да се објасни. Имаме многу луѓе кои што чекаат во Заводот за вработување и од друга страна имаме побарувачка од компаниите дека не може да најдат луѓе кои што им се прикладни за да ги вработат. Зошто се случува тоа? Најверојатно нема друга причина освен што средното професионално образование не ни е така како што треба. Недостиг на стручни профили во голема мера има во повеќе сектори, нагласи извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Дрилон Исени. Тој смета дека треба долгорочно да се реши овој проблем во консултација со сите страни. По нашите анализи што ги правиме, недостасуваат управувачи со машини, технолози, зидари, од многу профили, тие што ни се потреби во повеќе индустријски сектори во државата. И сметаме дека овој јас мора конкретно да се адресира долгорочно со вклучување на сите засегнати страни. Долго време се зборува тука дека треба да постои една соработка меѓу академијата, бизнис заедницата и владата, но тоа во пракса не се десило. Обично овие работи биле третирани во рамки на проекти, без разлика што и сега има поддршка од проект, но водството не било од Министерството за образование и сметаме дека сега е добар момент и ова треба да се тера и во иднина и после изборите долгорочно со цел да се реши овој проблем. Ваквите трибини Министерството за образование и наука ги реализира со поддршка на амбасадата на Швајцарија.